Па, проектот почна ентузијастички некада пред корона. Да. Буквално беше онака разговор спонтан, ајде да видиме каде има отпад, ајде да мапираме, ајде на физибилити студија, нешто интересно и на крај испадна да се произведат тие прототипи да се испратат. Не очекувавме дека ќе ги задржат и ќе ги стават во UN канцеларијата во Њујорк на изложба. Тоа беа наменети за периодот на корона, затоа што беа повеќе распрскувачи за простори, дезинфекциони средства за раце од отпад од портокал, отпад од кафе и отпад од чај. Тие три ги работавме, бидејќи Природни, затоа што знаеме Да. што ни се случуваше на рацата. Знаевме да бидејќи ни фалеше оној момент на социализација по кафичи и слично како што е културата наша, па рековме ајде од хорека да видиме она што можеме најбрзо секој ден кафе, портокал, сациди и слично. Ги искористивме најбрзите суровини кои што ни беа на располагање, па имаше и репеленти во вид на свеќи, да речеме за инсекти да не доаѓаат летно време во просторот каде што си и слично. Многу интересни суплементи од кора од портокал кои што во продавници за здрава храна може да се најдат. Анти-ејдж креми од калинка, мене тоа ми беше едно од најоткачените работи, дека практично нели оние креми за С витамин што ги купуваме, серуми и така натаму, зошто да не се користи отпадот од калинка? Нели некако вака едноставно, ама треба ти текне. Сега, отпад не суровина. Суровината суровина. од калинка, 20% е плодот го јадеме, меѓутоа 80% таа е стартно економски добра за веќе да имаме еден добар производ. Направивме прототип со матични клетки од портокал, благодарение на наши соработници кои што ги обучивме во таа лабораторија. Меѓутоа дојдовме до степен од идеја до реализација, до формирање, до отварање на лабораторијата, до лабораторија за граѓање, кај што секој ќе донесе материјал и ќе рече еве на Што може да се што можеме од ова.